Гевгеличани бараат Кожув да стане национален парк и да се забранат секакви активности што може да го нарушат биодиверзитетот. Со транспаренти, пораки и говори, активистите одржаа мирен протест во знак на револт од намерата на планината да никнат 2 нови мали хидроцентрали. Ние денеска овде се собравме не да ги разбудиме заспаните овци, туку да ги разбудиме заспаните лавови. Лавови кои ги има илјадници во ова наша прекрасна држава. И тие лавови ќе одбранат Македонија. Како што нашите предци се бореа за неа, денес Кожув е повторно синоним на таа борба. Преку борбата за Дошница, за Кожув, ние ќе се одбраниме татковината. Таква планина има само во Финска и во Норвешка. Овај, верувајте, не чепната од природа, она изобилува со чиста вода, со кањони, со водопади и, верувајте, се нејн пат и долж до Демеркапија е се по цегра. Значи, една од најубавите реки во нашата држава. Планот на реката Дошница да се изградат 2 мали хидроцентрали гевгеличани го дознале неодамна кога механизација се качила на планината со намера да го расчистува теренот. Зар нормално некој да му текне за чист бизнис да земе да ја уништува единствената река во Македонија која има вода од која може директно да се пие за да се изгради мала хидроелектрана која произведува премалку електрична енергија. Не е проблемот што се произведува електрана, проблемот е што за таа да се произведе треба да се искупа преку 2 километри реката, дополнително на тоа целосно се уништува екосистемот, вода да се пренасочува, сите животни видови што постојат таму ќе бидат уништени. Пред 6 години Гевгелија повторно протестираше, а организираа и референдум да се забранат геолошки истражувања на минерални суровини. Жителите велат дека само прогласување на национален парк за секогаш ќе го заштити Кожув од намерите на различни инвеститори да ги користат природните ресурси на планината.